Благодарам. Колега Тунтев, јас доаѓам од Кичево и мене воопшто не ми смета нити албанскиот, нити турскиот јазик, затоа што во Кичево сите три јазици се поделени. Така да во старт не ми смета тоа, затоа што во мојот град двојазичноста е тројазичност и тоа не ми смета и затоа мора да ми објасните неколку работи. Рековте дека не е точно дека законот е неуставен и дека е во склад со Охридскиот рамковен договор. Ако е во склад, тогаш да се одржи широка јавна расправа на која ќе бидат поканети сите релевантни професори што се стручни од областа на уставното право и на таа јавна расправа сите ќе добиеме сознанија што треба да ги имаме кога ќе пред да го гласаме овој закон. Значи, ќе знаеме дали треба да го гласаме, дали треба да го подобриме, дали треба нешто да изфрлиме, нешто друго да додадеме и така натаму. Значи, сега вака оставивме некои професори што јас премногу ги ценам, викаат е неуставен. Значи, ако Гордана Силјановска, Билјана Ванковска, Симона Груевски-Маджовска, Александра Ѓуркова, професор Димитар Апасиев, ако тие викаат дека е неуставен, како јас, како Благоја Деспотовски електроинженер, ќе кажем дека е уставен или не е уставен. Значи, мора широка јавна расправа, вие тоа го потегнавте, но тогаш треба да вратиме законот назад, да се одржи широка јавна расправа по предлог на законот, ќе видиме што се треба и што се не треба да биде внесено во овој закон. Јас уште еднаш ќе ви прочитам членот 1 во ставот 2, каде што вика друг закон што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Албански јазик исто така е службен јазик и неговото писмо согласно со овој закон. Каде се тука другите етнички заедници? Значи, нас ни е важно да ги инкорпорираме правата на сите граѓани на Република Македонија, било на која етничка заедница да припаѓа. Каде е тука турскиот јазик што, да речеме, после 45-та година до 53-та негде година се го зборувале можеби 20% од населението во Република Македонија. Каде е тука српскиот јазик, каде е босанскиот јазик, каде е ромскиот, влашкиот и така натаму. Ние мора сите овие дилеми да ги отстраниме за да ни биде јасно како да гласаме по овој закон. Благодарам.